Рамазан Бајрам нека донесе среќа, спокој и мир во срцата и со љубов нека ги исполнат домовите на секој од нас. Истекна во својата честитка поглаварот на исламската верска заедница Реис Улема Шакер Фетаху. Со обраќање код семилостиот Аллах да ни даде сила на верата, храброст за простување и помирување, да ни даде насмевка за да со другите ги отвориме патиштата на надежда, на иднината, решителноста во нашето патување и да негуваме уште посветла сегашност и иднина, да ви дава радост и надежд во срцата на сиромашните, луѓето со физички и духовни тешкоти, семејствата кои ги загубиле своите најближи од пандемијата COVID-19. Рамазан Бајрам е празник на обновата на духовната сила, која што ја зајакнува вербата на луѓето во доброто, вистината, правдата и потикнува желба за меѓусебна почит, разбирање, солидарност. Истекна во својата честитка премиерот Димитар Ковачевски. На сите припадници на исламската вероисповед во нашата земја, во мое и во име на владата на Република Северна Македонија, им упатувам на искрени честитки по повод големиот муслимански верски празник Рамазан Бајрам. Рамазан Бајрам е празник на обновата, на духовната сила, која што ја зајакнува вербата на луѓето во доброто, вистината, правдата и поттикнува желба за меѓусебна почит, разбирање и солидарност. Крајот на постот и дарбите што се стекнуваат во месецот на одрекувањето и воздржувањето ги украсуваат верниците со дух на трпение, несебичност и дарежливост за да се споделат благодетите на празникот со членовите на семејствата, роднините, пријателите и соседите. Нека празничните мигови ви поминат во добро здравје и спокој, а вашите домови нека бидат исполнети со радост и хармонија, подвлече во својата честитка лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Верата, солидарноста и човеколюбието нека продолжат да ве водат во овие тешки времиња на предизвици. Затоа само така може да се надминат заедничките проблеми кои сите заедно ги делиме и ги живееме. Благосостојбата на секој еден човек, за секое едно семејство, за целата наша држава е нашата цел. Мораме да се обединиме околу принципите кои значат подобра иднина за сите и тоа ќе бара голема посветеност и работа. Доволно долго Македонија е заложена на криминалот и корупцијата, на елитите поради која Македонија не имаме се помалку, а народот ни живее се посиромашно. Тоа мора да го промениме и тоа ќе го направиме поради иднината на сите наши идни поколенија. Истакна во честитката Мицкоски.